Ние убаво си се расприкажавме, а и си се распеавме во овој дел. Верувам дека ете ќе ве расположиме и со вас, бидејќи во ова дожливо време никој пат на одмет не е и малку музика. Ненад, дали можеме нешто да се свириме, да пееме? Секогаш. И ќе го замолиме нашиот колега Перков да ја даде камерата директно на нашиот музичар за да уживаме во убав сплет на музика. Што ќе отпееме? Па ти кажам, јас секогаш на настапите најчесто почнувам со Тоше Проески и многу обожавам македонска музика и затоа и креирам македонска музика, така да ќе направиме еден сплет македонска музика. Повели. Ова мое срце знае се, не можам ни ден јас без тебе. Ова мое срце знае се, сакаше да ти го предаде. Ова мое срце знае се, не можам ни ден јас без тебе, без тебе. Ова срце сакаше, лошо ми не молчи, очи раце синоќа ти заврши. Петер ми сладка лагата, оној лажен вкус нешто сокрива. Лошо ти стои за се, да се правдаш, да чекаш, да си со него. И завидувам што не ти прилега да брише солзи со ракави, плаче за крај. Ај таква си убава, знај. А сега љуби ме, гушни ме јако, јако, скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, ајде кажи, кажи. Зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Браво, браво, Ненад, да баш убаво расположение напри, како што кажав, надвор е дожливо, врне, но верувам дека на сите во сите домови им грее сонце со нас. Со убава македонска музика. Имате ли некоја омилена песна, Моника? Така македонска песна која што ви е омилена и секогаш ви го подкрива расположението, дури да ете сте тажни, нерасположени? Па еве моментално многу актуелна песната Лидија, нели? Лидија, така. Лидија не може да не го подкрепи. Да, така е, да. Така што ете моментално тоа највеќе ми го креват македонска музика. Акустично. Ајде, Лидија на гитара акустично. Повели. Лидија што звони на дупла линија. Кај мене може сега да кажеме. Да пробаме Лидија акустично да ја доловиме ова утре. Можам да ти кажам сега по колата кога идев нааму, ја слушнав од Соареа и со Јанг Деди што имат преработка. Одличен хит. Да, многу добра. Како беше? Очи ангелски. Така е. Доживеа ново издание Очи Па ангелски. да, малци и младите да научат кој беа Ареа. Не е толку стар хит, па та молам. Ареа, знаеш, се помалку и помалку помалите слушаат македонска музика и многу, кога ќе кажам пример на децава, ете во школа кај што предав бев професор, кога ги спомнам за Ареа, не ги знаат. Поздрав до Ружица, до групата Ареа, ги очекуваме да бидат наши гости, навистина и јас. Повели по гостиварска линија, си ги сакам. Календај може ли, очи има бисери, сака да ме полуди, има очи ангелски. Календај може ли, очи има бисери, сака да ме полуди, има очи ангелски.
Сега идеме Лидија. Браво. Нема. Не, Лидија ќе оставиме на дупла линија. Нека звони на дупла линија. Која е вашата? Некоја желба дали пошто гледам се паќе за џуп. Па не мислам да продолжиме у ситуација. Која е вашата омилена македонска песна? Забавна или народна? Повеќе се Јас не знам да пеам, али знам многу добро да се веселам и например еве. Па и ќе станеме, ќе заиграме утринска. Али сега за ова утринско сабајле да дадеме тоа како кажем потик на животот. Животот е еден. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Браво, браво. Одличен избор утрински, вака мислам дека одлично. Браво, секоја чест за сите Да, песни. како джубокс е, не, значи секоја чест добро. Така е, Следно и Лидија ќе ја направи мај. Во акустична верзија. така е. Тука имаме прашања кои што треба да ги Следниот извлечете. пат требаше и тоа да си понесеме тие торбички со нас, мислам. Па добро, да. Така, малце поразлични сме ние во утрински, не После сме стариот джумбушка, други формати. Добро, Моника, ќе ти дадеме еве предност како на дама, ти прва да излечеш прашање. Одбери се, а другото што ќе им остане на нашите джентлмени, тоа ќе си имат прашање, да повелете, извлечете си вие по едно. Не се страшни, не се секирајте. Ајде да започнеме со Моника. На глас прочитете го прашањето и одговорете ни го. Дали знаете да правите скара и што најдобро правите? Во пресвет на 1 мај. Тоа праша за Многу мене сакам беше. искрено да готвам. Тоа праша за мене беше. Ако и вие одговорите на тоа, не е проблем. Многу сакам да готвам и често го правам тоа, меѓутоа она што јас го правам е малце посовремени рецепти. Еве, например, кога сме кај скара, многу сакам да правам касадили, со тоа што пилешкото, нели, го правам на скара. Го сицкам со кашкавал, зеленчуци во касадилја. Тоа еве како... Е, па добро, убаво. Иначе да, скара као скара, да земам да запалам огин и да печам месо, искрено не. Тука е нели... Добро, ма се си нашла своја модификација, која што сакате да си ја правите, да. Да, меѓутоа на тава, Само попече. секако. Само попече. Така, како еве вие, господин Иван, се Не. Со скара? Да. Тоа. Добро, значи 1 мај ќе има добра скара и со оглед на тоа и дека сте во Горичане, во дворот, сигурно. Сигурно. Одлично. Денат, което прашање? У Огрин ќе отидеме на скара, на риба. На риба на скара. За риба на скара. Интересна случка која ви се случила и никогаш нема да ја заборавите за 1 мај. Може би некој настап, може би нешто, некоја догодовштина. Ова секогаш го кажувам, многу беше интересно. Бевме дечиња, бевме можеби по, ајде да речам, 13-14 години и славевме на Брана градче горе на Кочани. Има како, не знам, многу големи ливади покрај водопадите, Така. има горе водопади над Кочани. И тука се собиравме можда по 30, по 40 деца, по 2-3 дена седевме со шатори и не знам, значи гитари, песни, огини, палење, скари, по цели вечери седење, чекање над звездите, едно друго и сега имаше како некоја, не знам, легенда од времето, Брана градче Кочани горе, навечер се појавувале бели невести, било многу страшно, било 300 чуда. И ние тука сега вечерта ќе седиме нешто од страв седиме, не знаеме дали ќе се појават тие бели невести или нема, седиме да видиме цела вечер што ќе се случи. Белите невести дали невести се дали ќе се појавиат? појават. И ние свириме тука, пееме и сега многу не знам алкохол, ние деца по 14 години пиеме алкохол, тоа беше нели, не знам, едноставно како да кажам, забрането за нас. Забрането на скришно, да. Скришно, ние тука во ливаите и ајде свириме, пееме вака така и само наеднаш се појавува една многу бела јака светлина, силно на кај нас и ние преплашени сите здравени. Ете ги. И светот и прво си помисливме што е ова и знаеш прво се преплашивме,
после почнува да слушаме како еден глас, а баш онака рапав глас, скопски ни зборови, ние знаеш од кошени сите, седете мирни сите, застанете сите мирни, кој што има рацете горе, ние застанати, знаеш, стоеме ние мирни, не смееме да трепнеме. Така. И со светлината на ке нас, и само да трга светлината, Игор Џамбазов. И дајте ја гитарата сега, вика имате пиво за мене, седнете сега. Ја зеде гитарата и цела вечер ни свиреше. И тоа нема никогаш да заборавам. Голем поздрав до Игор Џамбазов, секогаш знае што ви отсвири, се сеќавате. Да. Ни отсвири Диши длабоко, неговата, и отсвири Има нека тајна веза. И уште нешто македонско сеќавам, така имаше отсвирено, ама беше многу убаво. Знам дека свиреше тој период, тој живееше, мислам дека надкочени горе на Врана градче. И баш имаше Ете, убава приказна за раскажување и прераскажување низ годините. Не беа белите невести, беше Игор Џамбазов. Беше Игор Џамбазов, добро. Господин Иван, вашето прашање? Како за политичар праше? Ова е намерно, Ми го наместилте прашањето. Колку долго сте подготвени да работите пред да дојдат резултатите? Ама видите, нема случајност. Секој си извлече прашање како што треба да му се падне. Сами ги влечевте. Види, јас живеам со политика подолго време, така да. А политиката без време не е ништо. Так. И ова што сум денеска сум проектирал у главата дека можеби нешто можам да направам ако бидам доволно упорен, стрплив и дека работам на таа тема посветена. Очигледно... И дека не треба да се врзува за временски период? Да, и очигледно дека ако сум успел да чекам 8 години, ако сум имал проекција за 8 години, успел да се зачекам, значи дека сум поприлично спремен долго да чекам за Додека да дојде некој резултат. Добро. Очигледно е така времето го потврдило ова што го зборувам, не измислувам ништо. Така е, но и за, како што кажете, мислам дека не само во политиката, во било која работа, па и во модата или пак во музиката, навистина под некој пат временската рамка не може да се постави, односно колку брзо нешто ќе се искреира или колку брзо треба да се издаде некоја песна, дека тука некој работи само по себе и работата, всушност посветеноста, ќе си го донесе резултат. Не знаете, вие никогаш не сте сигурни дали ќе има резултат. Така. Во политиката, така. Јас сум се вложила многу во креација, која не знам дали ќе ми се продаде, јас многу креација ќе напише 10 песни, што ако не опоменат песните, кој ќе слуша. Така да вие работите и се надевате дека тоа што ви е проекција ќе успеете да остварите. Многу пати од проекциите, дел од проекциите и не успеале. Тоа е составен дел од Тоа е составен дел од животот. Така е, добро да ги погледнеме фотографиите. Ете, имаме уште малку време до крај на емисијата, да започнеме со господинот Иван, да видиме што тој денеска ќе со нас. Што е изберено? Добро. Ова е некој од Сојузни слопарски комори, професионално нешто, бизнис форум. Да, ова е еден од најголемите бизнис форуми во Македонија, преку 400 фирми, компанија од Македонија и Србија. Ми беше чест да бидете дел од тоа. Не да бидам дел, да учествувам во сериозна подготовка на овој настан, во сето она што значеше дека еден таков настан може да се произведе. Чест ми е што успеав и да бидам главен говорник на бината и да се договориме дека тие средби ќе ги правиме не на една година како што сега се прават, него на 6 месеци, така да следниот состанок е во Белград. Одлично, ова е благодатни огањ. Тоа е ќерка ми повремено доаѓа, пошто не живее во Македонија и кога ќе дојде отприлike обично доаѓа за празници. За празници, за Великден, не секогаш тука, ние за Великден традиционално 20 години сме во манастир Жича и таму живеете заедно. Таму заедно. Така, ова е со председателот. Ова е млади деца годиме секоја година на кампот на председателот Вучич. Ова фотографија има преку 450.000 прегледи. Така. Ова е Дон Корлеоне. Да. Ова е Дон Корлеоне, немам помня како ми сликале, мене ми се допадна, да мене ми се допадна, не. Еве малку надвор без кошула е ова. Да. Ова е едно од најголемите почитувања од Република Кина што го доживеав. Ми поклонија тоа, пошто се по кинеската нова година на конјот, доби поклон од кинеските уметници, графика од
како символика на година на конјот. Да. Ова е мое чедо и го неговам и го почитувам до крај. Творецом на празникот и секоја година го обележуваме на најдобар можен начин, така да тоа ми е посебно чест. Ова е кога председателот Христијан Мицковски, председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски стана председател на македонската влада и тоа е приемот по повод изборот на владата. Ова е вајде работно тие седници. Така се изгледаат седниците работно. Ова семејно манастир Жича. Секоја година сме таму, тоа е, значи тоа е семејна традиција ние. Баш убаво. Па празниците всушност се за тоа малку и за седмицата да се за ова се живее, за ова се живее. Така? За ова фотографија се живее. Каде што ги споивте? Каде што успеав да спојам нешто што долго години беше идеја на многу луѓе да го спојат, јас успеав тоа да го направам и ова ми е можеби животна фотографија. Еве од најсподелуваните фотографии. Тоа е едно од карам 450.000 прегледи имаше оваа фотографија. Тоа е една фотографија од приемот. Ова е Западен Балкан? Да, учествував на панел дискусија од Европската унија во врска со дигитализација. Тоа ми беше прв така меѓународен настап на одбор од Македонија. Мислам дека е... Какво искуство? Мислам дека оправдам довербата се Така. ќе видиме. Ова со ќерка ми на една меѓународна конференција, иначе ќерка ми е 2 пати магистар во животот на најпрестижните московски универзитети. Тоа е тоа. Ти си ќерка од татин син. Ова е од панелот. Ова е со српскиот патриарх. Ова е исто така со српскиот патриарх со кого одржуваме редовна комуникација. Убави фотографиите, благодарам ви што споделивте најразлични на кои што може не може да се види секој пат на вашиот профил. Продолжуваме со фотографиите на Моника да видиме што таа ќе сподели со нас. Ова е, верувам, студиото? Ова е отварање на моето второ ателие. Така. Во Скопје во сопствен простор, како што спомнавме пред емисијата, после неколку години работа, на што многу се радувам. Цело студио е мој дизајн. Тоа сега сакав да кажам, дали и во дизајнот на студиото учествуваш интериерот, ти, да. така? Да, е мој дизајн. Затоа ми е посебно драга оваа фотографија. Така. Убаво изгледа, навистина. Ова е едно време кое Ова сакаме е да го период оставиме што за стварно историја. да, меѓутоа толку ќе остане запаметено. Едноставно во мојот бизнис многу се осети тој, мислам како и кај сите, Секаде. нели, секаде се осети, меѓутоа кај нас ситуацијата беше многу тешка, што тој период навистина нели немаше продажба, немаше никакви настани. Решив да правам бесплатно маски и воведовме лон систем со вработените и цело време шиевме маски. Нити една маска не беше наплатена, се тоа беше донирано по институции, доделено на сите луѓе кои сака. Имавме отворена покана, ова беа маски од памучен материјал кои што може да се перат и да се употребуваат Повторно. Ова е фотографија од Венеција, од брајдал кампањата во Венеција. Оваа фотографија стана буквално вирална низ цел свет. Браво, феноменално. Ја објавија толку медиуми, списанија што не знам кога скролам на Инстаграм, оваа фотографија отварам. Значи ова светски изгледа, навистина. Да. Светски, баш светски. Бевме многу добар тим за Венеција. Ова е ревијата во Париз. Моментот кога излегов на сцена со мојата керкичка, многу беше неизвестно затоа што одлучи дека не сака да излегува со мене на сцена. Па мајка ми ја зеде во публика со неа и неколку моменти пред да излезе првата манекенка на пистата, мајка ми ја донесе керка ми.
И бев толку среќна што одлучила дека сака во последен Дека момент, во а сите последен гости беа момент. седнати, Така. мајка ми буквално станала за да ја донесе позади сцена и бев толку среќна што искрено излезе со мене, бидејќи ова е спомен што ќе остане за цел живот. Така. Ова е мојата прва насловна страница за убавина и здравје Во твоја креација, во моја креација секако. како најава за колекција или Ова беше едноставно наменски беше направено? Ова беше едно интервју за жени бизнисмени. така. Као истакнување на Нова женска енергија? нова женска енергија и тоа што и ние жените знаеме да се бориме и да водиме бизнис. Така. Ова е во Милано, тука бев на Fashion Week во Милано и тука остварив многу добри контакти со мои колеги, до кои до ден денес имам комуникација и ме поддржуваат, ме објавуваат кај нив на социјални медиуми кога имам некои битни реви и настани, што многу ме радува. Ова е тимот кој бевме во Венеција. Со мене е стилистка, двајца фотографи, шминкерка и модел. Значи комплетен тим, се она што треба, за тоа Да. и толку споделуване. Кога се направи нешто професионално, тоа е тоа. Ова е сега последно имав саем во Швајцарија, во Базел. Тука сум облечена во моја креација. Креациите се со природни пердови. Тука отидов со малце поинаква колекција од она јас што секојдневно го работам. Така. Затоа што самиот пазар во Швајцарија знаеме дека се разликува модно од нашиот пазар. Искрено, оваа колекција многу добро ми помина кај нив. Браво. Неколку години поред учествував на саем за венчавки. Овој саем конкретно се разликува од другите затоа што буквално бевме толку успешни што малте не се распродаде, онака договори се вклучија, презадоволна бев од оваа година на саемот. Па, тоа е и задачата на саимите. Така. Тука се издигувани. Како што знаете, работам и на кампањи, нели, со некои брендови. Тука се работи за брендот Марела, во кој што на вистина се гледам сама себе, буквално секое парче нивно е она што јас би го носела на себе. Да. Добро. Ете, тоа беа фотографиите од Моника, да ги погледнеме и од Ненад, фотографиите кои што тој ќе ги сподели од нас. Ево, ширење позитива, прва слика. Првомајски пикник. Првомајски пикник, баш. Ова се оние фотографии. Оние фотографии кои креираме со брат ми, Така. кои смислуваме најразлични теми секојдневно и буквално се што може да замислиш од животот, секоја идеја, секој лајфстил, дали професија, било што, ете конкретно овде ни паднало пикник со млеко и со кашкал. Така. И тука сум сликан јас со избркани мустаки со млеко. И сликава е веќе достапна да си ја купиш за да се изрекламираш дали сакаш кашкало или млеко. Така да. Интересно е како ете, навистина си навистина ги сестра продават. на Ненад и Да, како да. професор и еве како фотограф и музичар, навистина доста активност имаш. Така, ова И е... сега си модел. Да, ова е, па да, генерално сум секојдневно модел кај брат ми, покрај што сум организатор и му помагам околу целата таа фотографија што и да е, али ова ми е конкретно мојата daily job, што седам на лаптоп и што најчесто куцам код. Така. Ете, моментално ова е сликано исто од него со едно кученце, сликано да ми помага заедно во кодирањето. Сега кучево е вметнато или е реално? Реално е. Добро, пошто сега имаме овие софистицирани работи, се да прашам. Реално е, си седи покрај мене и си куцаме, али генерално не е вака. Кога куцам код, уствари сум затворен и не ќе Не сте толку Ова е само... И не се насмеам вака. Ова е демек, така демек. Ова е слика што мора да видите дека, ете, и оно е насмеано. Мислам, оно не е толку насмеано моментално. Да, она нешто неутрално, неутрално. Мислено е во колот. Ти си расположен, но не критички да ти гледаш. Ова се тие многу часови поминати во студио, Така. каде што снимам сега моментално. за ново, најново. Да, ова Еве е- имаме ексклузивно право. Да, ова е најава и објава. најновата. Можете да отворите на YouTube, да пишете Ненад Вржалски, јас постојам. И ова е баш конкретно кога се снимаше таа песна. Со Јордан Манов, Девила студио од Кочани. Не знам колку сати сме поминати во студио, каде што ја смислувам
нова музика, каде што он ми помага конкретно во пеењето, со придружни вокали. Поздрав Драгана Јорданова, каде што се грижи за моите придружни вокали. Исто и брат ми, тој покрај фотограф знае многу убаво да пее и се грижи за придружните вокали на секоја моја песна. Се надополнувате. Супер. Да. Ама многу повисоко пее од мене и има многу интересна боја, ете не сака да пее, ама ми помага. Така да ова се тие часови поминати. Така, си помагате еден на друг. Ова е пред една недела. Бевме во Исланд, бевме на прошетка на цел Исланд и многу често знаеме со него тоа да го правиме на некои не секојдневни локации, да поминуваме време каде што он ќе фотка по цели денови и ја ќе одам по него како викам јас прле по магаре. И буквално поминуваме секакви, ги видовме аурорите. И беше ова е доживување. Да, ова беше една многу јака енергија што ја нема да го заборавам. Да, си секој велат кој што отишла на Исланд дека навистина е поразлично доживување на сето она кое што може. Нешто што посакувам секој да појде. Јас бев 5-6 дена таму и секој ден е исполнет со нов доживеј, со нови виножита, со нови водопади, со гејзери, со глечери, со вулкани, со ерупции, со чуда. Значи тоа е нешто што нема да го видиш на плажа и на море. Буквално треба да појдеш на некоја арктичка или антарктичка земја. Да. И тоа кога се отвори небото и кога се појави овие зелени светлини, и ја буквално не знаев што ми се случува, сакав да застанам да сликам, после едно време го фрлив телефонот, викам че ќе гледам само. Да, само ќе после брат ми вика дај малци ќе те посликам јас. И ти уживај. Да. Ова е на концертот на Тамара Тодеска за хуманитарниот концерт за Кочани, каде што испеав она Душо моја. Таму имаше онака баш преубави емоции од песната и тогаш онака ме потикнаа да ја снимам песната од кога заврши настапот. Сите рекоа дека песнава знае да излечи, да допре, да биде како една терапија и баш кога завршив, знаеш, сите рекоа вика зошто не ја снимиш оваа песна, зошто не направиш студиска снимка? Викам искрено, ветувам дека ќе направам и направив и многу ми е мило што ете моментално песнава е во етер. Па навистина некако стварно душа лечат песните. Да, се надевам дека знае да собере се што е тажно во нас и да ти ги остави тие убави емоции. Тоа често го кажувам дека песната треба да биде терапија. Да. Ја многу сакам да креирам музика, ете ова е една од настапите мои, спонтана слика каде што настапам, ова конкретно е во Штип и во Кофи Лаб, каде што свиревме буквално можда преку еден викенд. И многу убави доживеј, многу убава енергија, многу убави афтер ефекти после настапот каде што луѓето си одат дома и ми се заблагодаруваат, фала за вечерва, сега мирно ќе спијам. Ова е една од убавите работи во Кочани. Кочани знаеме дека најчесто пролетно време знае да биде како едно море, буквално оризовите поли настануваат како едно море и поминуваш со кола преку морето и гледаш лево и десно само вода од тебе и едно е како, не знам, доживеј. Јас затоа си го сакам, едноставно си го сакам Кочани, каде да одам се враќам Кочани. Нормално. Ова е фотосесија за бендов, каде што секој член од бендов имаше посебна мислам сплет од фотографии, ете конкретно ова е со мојава смарт гитара. Ете тука сум буквално на фотосесија, тука сум модел. Ова е една од оние организации што ги правиме со брат ми, каде што треба да изглумам дека сум бизнисмен кој го пие утринското кафе. И тука глумам дека сум многу расположен од Сабајле. Така. Еве денеска нема потреба да глумиш, си го испи утринското кафе расположен со нас. Ова не знам што кажам. Ова е само доказ за оние поминати часови во теретана, на фудбал, на кошарка, на тенис, каде што едноставно сакам да спортувам и сакам летно време да поминувам време на море. Така е. Мислам дека телото наше е зависно од море и дека треба секој да помине барем 1-2 недели на море за да го извади она лошо од нас. Така, да биде на терапија и тоа. Исто. Планината и морето се едноставно дел од нас. Како и да е природата, треба да одиме во природа. Мораме да најдеме време да поминеме и таму и таму. Така е. Епа толку ни беше времето, драги мои гости. Благодариме што ни го посветивте вашето време нам и на гледачите. Така е, да ви посакаме
Многу успех во сето она кое што го работите и да се гледаме за убави работи. А ние е време, почитувани, да се освежиме со убаво музичко издание од нашиот денешен гостин. Го гледаме спотот од Нина Добржалски, Душа моја.